Еднаш многу одамна, во една далечна земја живееше еден млад принц. Пазете! Па знаете ли колку вреди од тоа? Тоа беше најбучната шума во целиот свет. Јас се извинувам, млад господине, но работниците знаат да бидат многу несмасни. Боже! Па ова е мојата најсакана приказна. И тогаш се појави вештерката. Млад принцу, да не си заскитал во шумата. Тргнав во богатството во кое се крие оваа шума. Можеш ли да ми помогнеш? Шумава е полна со ламји. Но ако се напиеш од волшебниот напиток, не ти можат ништо. Зошто сегогаш го славиме само твојот имен ден, а мојот никогаш? Затоа што Лулиев ден нема. Има Митров ден, Спасов ден. Бидејќи си Спасе, и мораш да поканиш цело мало? Па морам. Не е лесно да се викаш Спасе. Ау! Богатството е мое! Се држеше храбро. Мал принцу, смилувајте ми се. Со богатството ја најдов оваа напитка. Испија и ќе се претвориш во прекрасна принцеса. Ке се видиме подоцна, млад принцу. А малите ме чекаат. Звоневте? Да. Баклава со специјален чоколаден прелив за вас. Јас знам дека вие правите подобра, но ова е за добре дојде во нашето мало. Мацу. Благодарам. Прекрасно изненадување. Утре ќе има други изненадувања. Утре е Спасов ден. Но што е име? Се шегувам. Како се викате? Спасе. Требаше да предпоставам. Исто така треба да си го суредам и станот. Извинете ме.
Благодарам за баклавава. Довидување, со здравје и с Богом. Довидување. Не е лошо за почеток. Мали, немам време за баби. Пред пат во животот ќе направам баклави. Тоа сосема сам. Добро, тогаш ќе се чувам само за себе. Кој е на портите? Здраво, мал принцу. Влези. Па, дојдов да ја завршиме приказната. Ох, би сакала. Но како што гледаш, јас и Шекспир, мојот мачор, треба да завршиме многу работи. Добро, тогаш сам ќе се читам. Еве, ова може би ќе ти надомести. А кога ќе завршам, ќе читаме. Важи? Бажи! Мали, ми треба шекер. Каде е мајка ти? Кај ти е тоа? Подузи се, баба ми направи. Твојата родена баба? Не, не ми е родена баба. Ова не е вистинска баклава. Со чоколада е. Ама многу е вкусна. Јас ќе направам иста ваква, само ако не дам шекер. Ела, ја знам кај ќе најдеме. Кај најсладката баба на светот. Ти наредувам, Шекеру, од кутијата да излезеш и пред мене да се појавиш. Шекеру, те познава. Повели млада дево, шекер на дар, сладок како мед, оддалечен непознат крај. Многу ви благодарам. Да ти се смее божицата на тавата, додека ја правиш баклавата. Нели ти рекол дека ви истинска супер бабичка? Навистина е супер, но малку ми изгледа чудно. Секогаш ли изборува така? Да. Од каде ти е баклавата? Од принцезата баба. Колку е великодушна. Како е, мали? Здраво, Дарко. Ти си допига кошулава? Мајка ми ја купи за свадбата на тетка ми. Може да пробам? Повели. Ти да издижеш. О, не! Леле, ако ме види мајка ми ќе му утапа.
Дарко, не се секирај. Знам некој што може да го среди тоа. Стој. Надвор, проклета дамко. Дамки, шта? Бегај ти велам. 1, 2, 1, 2. Мајка ми не прави влака. Не плаши се, Дарко. Сум го правила јас ова милион пати. Туку, каде застанав? Еве, уште се гледа дамката од какао. Кон братата, кон братата. Повелете? Играј со мене. Виолета Тамовска. Македонски љубовни песни староградски. Од наше време. Да. Чекај. Оди на игралиштето, играј. Утре да дојдеш, кошулата ќе ти биде како нова. Ајде. Ова е за добре дојде во нашето мало. Повелете. Благодарам. Ама веќе ми посакавте добре дојде во малово. Не, ова е за добре дојде во нашава зграда. Благодарам. Следниот пат ќе ми посакува добре дојде во скалите и прозорците. Шекспир! Кога музиката би била храна за љубовта. Доста. Се исклучи. Сигурен сум дека и го скрши срцето. Кога младиот принц ги отвори очите, сонцето сјаеше, а птиците пееа. Уште еден совршен ден. Пробај. Одвратно. Ми дала сол, не шекер. Твојата супер бабичка нема поим од готвење. Што е бе, Дарко? Кошулата! Сега, мајка ми стварно ќе му утеха. Тоа ми било бав, не знае да пере. Фала ти многу. Да, баш ти фала. Жади си ја ти. Што беше ова? Нешто тропна. Да видам. Оттаму доаѓа. Тоа е Шекспир.
Имаше право. Чукнете. Таа не е баба, туку вештерка. Истинска? Страшна, злобна вештерка. Која е вештерка? Жената што се всели таму. Што тука видов? Која нова жена? За кого зборуваш? Абе, жената што се всели таму. Таа е вештерка. Таа е вештерка. Таа е вештерка? Нешто Палецов ме јаде. Зло доаѓа од некаде. Чекај вие да ги ставам прашината. Ајде, доста. Добро, билешките коски се. Пази. Чекај. Ще малку прашина. Сте. Има никој. Абе, ова кога ќе го истуниме пред вратата, нема да може да излезе од станот. Што е тоа? Волшебна прашина, лук и пилешки коски. Пилешки коски. Да не се предвори вештерката во гара, ни до одлет. А што ако ја земе метлата и излета од балконот? Бе, не може се одеднаш. Ајде. И они мислеа дека старата била чупната. Чекај, дај. Чекај. Заборавме да му кажеме на Чичко Спасе дека е вештерка. Може би тоа со неа? Може би е вештер. Шекспир, примаме ли денес посетители? Не? И јас мислам дека не примаме. Што е тоа? Држи. Имам посебна чест да ве поканам на нашата вечерешна прослава на Спасовден. Знаете ли што значи ова? Што? Ке дојде на прославата и ке фрли црна магија на сите нас. И нема да поминеш лесно. Вештерко! Мали! Те мразам, Вештерко! Мали! Што е сега ова? Каде сум? Брани се, Мали! Пази, од лево! Бори се и умри! Кармен! Мали, брзо тука! Пс, само што почна забавата. Театро потиш. Свари се ти прва скота. Оставеше! Нема веќе да трпам! Брани се и умри, Вештерко!
се боревте храбро, о честити принцу. Смилувајте ми се. Млад господине, вие сте одличен актер. И сте и вие. Благодарам. Леле, колку сгрешив. Не, беше супер. Браво. Не мислев на тоа. Прво помислив дека е најдобрата баба на светот, а после дека е вештерка. Но таа не е ни тоа, ни тоа. Би можел да и го кажеш тоа. Еве ја тука за даголот. Не можам. Срам ми е. Познатата актерка Ана Михајлова по 5 години работа во театрите во Австралија, конечно се врати дома. Инаку Михајлова има остварено над 100 улоги во текот на незината кариера во театар и филм. А ти си мислеше дека е таа баба. Абе, дечки, да сека да ве барав. Таа не е вестерка, туку актерка. Знаеме. Направивме ужасна грешка. И што сега? Имам еден план. Само ќе ви треба вашата голема помош. Може. Може? Може. И еве, иде. Филис? Ова е најубавата баклава во градот. Благодарам. Дарко? Еве ти нова кошула. Благодарам. За некои работи не ме бидува многу, но знам да побарам трошка. Довидување. Довидување. За вас. Благодарам. Сакаш да влезеш? Ние да читавме приказната. Не благодарам. Прво, морам да одам на едно место. Добро, с Богом. Ке се видиме наскоро. Најмила Ана Михајлова, чест ни е да ве поканиме на една специјална представа. Треба само да излезете на балконот. Но, Тивко, што за светлост се гледа онде на прозорецот? Да, тоа исток е, а Јулија е сонце. О, тешко мене. А прозоре, зборуј, зборуј, ангеле мој светол. О, Ромео, Ромео. Но зошто?
што си ти Ромео? Дај, одречи се од татко ти. Отфрли го ти родот. Или ако не ќеш, клетва дај ми дека ќе бидеш моја љубов. А јас нема да бидам како летова. О, Што е ова? Ромео и Јулија? Ромео и Јулија? Мислиш како Леонардо Ди Каприо и онаа глумицата во филмот? Па исто така. но сам саде таква. Повеќе ми се допаѓа Леонардо Ди Каприо и онаа глумица. Басичук на ве. Љубов моја. Убавице моја! А кога младиот принц ги виде своите насмевнати пријатели, знаеше дека сите ќе живеат долго и среќно.